Горијан. Hello. Сега сме официјално лайв на Facebook. Ќе слушнеме едно поздравно видео од нашиот национален координатор Симона и потоа ќе продолжиме со пијалот со предприемач. Почитувани домаќини на глобалната недела на предприемништвото во Македонија, Стартап Македонија, почитувани партнери на глобалната недела на предприемништвото и почитувани гости. Моето име е Симона Чаминска, националниот координатор на оваа иницијатива, основана од глобалната мрежа на предприемништвото во Македонија. Ми представува особена чест и задоволство да ви се обратам со поздравен говор и да ви посакам успешен настан, но и да ве поканам да ги проследите содржините кои ги избравме за вас оваа година и ги представуваме како понуда на екосистемот за потекнување и унапредување на предприемништвото во Македонија. Глобалната мрежа на предприемништвото е најголемата светска мрежа која оперира со проекти и платформи во над 180 држави во светот, кои пак потекнуваат развој на бизнисите со една единствена цел – основањето и водењето бизнис да биде едноставно и достижно секому и секаде. Една од најпознатите иницијативи или програми на оваа мрежа е токму глобалната недела на предприемништвото, која се празнува во текот на месец ноември од страна на 180 држави, каде партнери организираат над 40.000 активности, што пак обединуваат над 10 милиони луѓе. Оваа година глобалната недела се одржува од 8 до 14 ноември. Стартап Македонија е домаќин на оваа иницијатива од 2018 година. Тогаш започнавме со само еден настан, за да стигнеме до 14 во 2019 и дури 45 во 2020 година. Оваа година на агентата имаме активности од приближно 40 на партнери од академската и граѓанската средина и приватниот сектор. Верувам дека ваквите иницијативи што го обединуваат екосистемот во насока на создавање нови партнерства, отворање на нови полиња за соработка и промоција на најпознатите проекти и активности на партнерите се само чекор поблизу до хармонизирање на соработката на сите општествени чинители во насока на подобрување на условите за создавање и водење бизниси во Македонија. На овој начин ја позиционираме Македонија во друштво на најбрзо растечките екосистеми што нудат разни типови алатки на предприемачите за нивна промоција, мрежување и потикнување за освојување на нови пазари. Дозволете ми да ви се заблагодарам за вашиот интерес за поддржување на иницијативи од овој вид, како и за вашето внимание и да истакнам дека се надевам дека оваа недела ќе биде исполнета со содржини преку кои ќе можете да остварите нови контакти, да размените идеи кои во иднина ќе ви донесат уште поголеми успеси. Ви посакувам успешен настан. Супер, еве Дарко, the floor is yours. Ние ќе исклучиме камерите за да бидеш ти во спотлайт. Меѓутоа да им кажеме на присутните гости дека во било кое време може да поставуваат прашања на чат и Дарко ќе може да ви одговори. Повели Дарко. Фала ти Благица, фала Кико и благодарам и на Стартап Македонија за можноста да ја раскажам на кратко приказната на Монозеро и тоа и мојата лична приказна. Во еден ваков фин неформален настан со пијачка, во овој случај Асахи пиво. Да ги поздравам сите што го следат лайв стримот на Facebook. Јас би почнал од мојот личен историјат како станав предприемач. Завршив економски факултет 2000 година во Скопје. И тогаш просечна плата во Македонија беше 300 марки. Германски марки. Тоа ми изгледаше малку и несоодветно. На сите места кај што можев да се вработам, толку можев да очекувам плата и решив да не одам по тој пат и додека студирав уште се размислав кој бизнис би можел во тоа бурно време да биде лесен за почнување и интересен и заклучив, бидејќи имаше конфликти, дека треба да е бизнисот со брз влез и веројатно да може во дадена ситуација брзо да се излезе со ликвиден капитал. Додека студирав ми личеше дека менувачница во тоа време правиот бизнис, зашто беше доволно лесно да се почне со малку капитал, релативно малку, и второ нудеше лесни екзит сценарија.
а и спецификата на македонскиот пазар беше тогаш таква да луѓето, што и до ден денес се случај, своите заштити, но не во таа мера, ги чуваат тогаш во германски марки, бидејќи изгорени од 20-30 години искуство на хиперинфлација, не веруваа во локалните валути. Тоа значеше дека не се традиционалните клиенти како во туристички пазари на луѓе кои што се туристи, туку се баш домашното население кое што ги чува парите во марки. Да скратам приказното, отворив менувачница во 2000 година и таа ден денес имам, иако сега зборувам за друг бизнис, во трговски центар менувачницата. Ја работев таа интензивно некои 5-6 години, додека не почувствував потреба да се, тоа беше после завршен економски факултет, да го надополнам моето знаење во предприемништвото и менеджментот. Се запишам на постдипломски студии, но сфатив дека таму нема во Скопје, нема да добиам многу дополнително практичко знаење и решив да се вработам во некоја од компаниите во Македонија кои тогаш ми изгледа дека нудат каскадирање на менеджмент знаење. Ги лоцирав како Пивара и Телеком дека се такви, и во двете аплицирав, ме примија во Телеком и по некое време завршив таму на позиција CRM Relationship Segment Manager во маркетинг, во поширока смисла на маркетинг. Тоа го работев 6-7 години. И тоа не носи до Mono Zero, за кој што изборуваме вечерва. Јас во старт се вработив во Телеком со идејата дека ќе влезам таму на краток период да соберам знаења за тоа како треба да се води корпорација. Ме интересираше додека студирав пред све corporate governance. Дејќи лоцирав дека тој е најголем проблем на фирмите во Македонија. Скопската млекара не пропадна зашто беше лошо млекото, туку лошо беше управувана. Во денешно време немаме скопска млекара, а имаше 90-тите. За разлика од, например, Битолската млекарница. Затоа влегов во Телеком, но во исто време, тоа се истите и причини зашто излегов. Значи, околу 2013 почнав со Mono Zero. Приказната е следна. Уредував тогаш семејна куќа моја во Сопиште и си решив дека све што ќе биде во куќата ќе биде од масивно дрво. Претходно живеев во стан кој што беше уреден класично со иверица, медијапан, класично кој што се уредуваше во тоа време стамбен простор. Во куќата си реков сам на себе дека се ќе биде од масивно дрво. И тука најдоа проблемите. Затоа што не можев да најдам соодветни мајстори, столари, изведувачи кои што ќе ми одговорат на моите замислени идеи во тоа време. Сакав дрвото да е премачкано, почнав да истражувам со масло, стандардната пракса беше да се лакира дрвото и така натаму. И навлегов, бидејќи не најдов соодветни мајстори или изведувачи, навлегов во проблематиката на производство на мебел од дрво. Тоа траеше уредувањето некоја година-две. Успеав да стварно сите парчиња мебел бидат од дрво со различни проблеми, но на клучен момент во целата приказна беше што направив маса од орев, која што стоеше во куќата и при една посета на мои пријатели од Австрија, паднавме на муабет од каде е масата, па јас ја направив. Се работи за мои пријатели кои што веќе беа заедно учевме во Виена и беа почнати да се бават со интериор дизајн и уредување и вика, па можеш ли ваква да направиш уште една? Можам. Колку би коштала? 3000 евра. Направи ја. Тоа беше почетокот на Mono Zero. Таа прва маса отиде за Виена, за Австрија. Се охрабрив од позитивниот фидбек и решив се уште додека работам од Телеком да излезам на Скопскиот сајам на мебел со 3 маси. Тогаш и го креирав Mono Zero и брендот и логото. И таа година излеговме, иако јас имав day job, излеговме на сајмот за мебел со 3 маси. Фидбекот од сајмот беше вонредно добар и ме охрабри да почнам посериозно производство. Работата во Телеком после неколку месеци ја напуштив за 100% да се фокусирам на Mono Zero и производството на мебел. Тоа беше пред 7-8 години. Сега, што е идејата? Зошто
мебел од масивно дрво. Идејата на Monozero е да произведува мебел од одржливи извори кои што се обновливи и тука дрвото има специфична функција, бидејќи тоа е една од ретките работи на планетата кои по својот биолошки завршеток на биолошкиот живот има се уште функција, тоест може да служи или во најчест случај за загревање и најлош. Второ е да помогне во градежништво како градежно дрво за мебел од секогаш векови наназад или едноставно да иструли во почвата и да биде извор на храна за следните поколенија на вегетација. Во таа смисла јас размислив, сватив дека најцелисходна и највредна од сите тие алтернативи е производството на мебел, зашто има потенцијал долгогодишни генерации да служи како да има употребна вредност. Мисијата од таму на Monozero е да произведува мебел кој што ќе биде безвременски, но и модерен во исто време, што наведум се против речности, и кој што ќе биде произведен од природни ресурси, ќе креира здрава клима во домот, ќе биде допатлив на допир, меѓутоа не само не имаме многу сетила, не е само видот и допирот, мирис и така натака. Бидејќи дрвото е долги години практички од кога постои човекот му се наоѓа, му помага, мислам дека е најприлагодено како материјал за производство на мебел. И тоа не носи до втората моја важна идеја во Monozero, дека поважни се материјалите од формите. Доктрината на Monozero во смисла на тоа како треба да изгледа мебел е дека треба да е направен, јас ги викам, од искрени материјали. И тука би ги ставил што значат искрени материјали наспроти лицемерни материјали. Ние во денешницата сме обкружени во суштина во целиот диапазон на активности во животот што ги правиме со материјали кои што претендираат да се нешто што не се. Пример ќе дадам, влегуваме во кола и пластиката личи на кожа, на дрво, на метал, на алуминиум, но во суштина е пластика. Тоа е еден пример. И сите тие такви материјали стареат несоодветно. Тие навидом изгледаат на прва како метал, но ние многу брзо откриваме и се чувствуваме измамени. Дека рачката со која што отвараш колата не е хром, не е инокс, туку е пластика која што е хромирана. 20 години, 30 на cost cutting, оптимизација не донесува таму. Сите сакаме поевтини производи, побрзо направени, подостапни и она што корпорациите ни го сервираат се нешто што личи на, пример, дрво, метал, а не е тоа. Мислам дека модерниот човек му е преку глава од такви мамки, пошто тешко, луѓето се многу перцептивни, не е тешко може да се излаже на долг рок. Да земам други материјали во ламинат, плочки што личат на дрво и така натака. Значи, материјалите се клучни. Ако изгледа на дрво, тогаш е дрво. Ако изгледа на метал, ногарата на инокс, тогаш е инокс. Ако е бакар, е бакар. Не е нешто што претендира дека е. Ова ми мене лајт мотив во тоа, или основна премиса во тоа кога носам одлуки како треба да изгледа одреден производ. Пред све, Monozero се фокусира на трпезариски маси. Од тој случај ние користиме од 95% случаи македонски орев. Спецификата, и тоа е можеби unique selling proposition на Monozero, е дека во Македонија имаме за среќа се уште доволни количини на орев кои што може да се користи во производство на мебел. Кога зборам доволни, зборам за вакви мали бутик производители на мебел. Орев никогаш немало и нема нигде на планета во доволни количини да се користи во индустријско производство на мебел. Затоа и тој отсекогаш бил скап и се уште и секогаш ќе биде. Заради тоа што оревот не расте во шуми, оревот расте на беги, како што знаеме ние во дворишта,
На сега не може никој да се соберат големи количини индустријски за да тоа би станало масовен производ. Тоа го прават една страна материјалот скапи време, а второ, оревот има исклучително позитивни својства за изработка на мебел. Дирекционално е стабилен, има многу убава структура, лесно се работи со него. Кога зборам убава структура, при шмирглање и полирање добива една хомогена структура и убав финиш. При тоа, кога веќе користиме таков материјал, идејата на Monozero е да тоа и го почувствуваме, затоа нашиот слоган е Touch to Remember, допри за да почувствуваш, да запамтиш. Во смисла тоа дека тактилниот фидбек е важен. Со секој производ, па така и со мебелот, особено со масата, која според мене трпезариска маса во суштина има и низвикови да имала дури трансцендентално, дури многу повеќе, поголемо значење од парче мебел. Таа е центарно парче во мебел во домот. Место каде што се собираат пријатели, роднини, каде што се споделуваат убави моменти, каде што се слави животот. Во таа смисла решивме трпезариската масла да е клучниот производ во гамата на производи на Monozero и да ја дадеме особено значење креирајќи на најдобар начин од македонски орев. Тоа во иста мера ни дозволува и да бидеме конкурентни на меѓународниот пазар. И тоа да носи сега до втората стратегија, тоест како во Македонија, тоа ми беше мене и уствари идејата зашто да го почнам Monozero кога си имав една комодна работа во една голема корпорација. Идејата ми беше да си покажам прво на себе и да си докажам, а после и на другите. Тоа мислам дека е многу важна улога на секој предприемач да и ја поздравам и во овој момент и идејата на старт на Македонија и глобалната нела на предприемништвото да створи покрај тоа што ќе створи услови за живот за себе и екзистенција, да покаже во заедницата со позитивен пример како може да се случуваат работи на еден поинаков начин. Во таа смисла Monozero е поход да се покаже дека е можно во Македонија во ова време да се раниот 21 век да се произведе производ кој што ќе биде со премиум квалитет, ќе се бори со најдобрите конкуренти во светот од тој тип на производи, ќе се продаде по премиум цена во и надвор од Македонија, при тоа почитувајќи ги изворите, ресурсите, дрвото во овој случај, вработените со соодветна плата, регулативата, законодавството на државата и креирајќи еден позитивен пример во заедницата. Клучното е дека ќе се произведе премиум производ по премиум цена. Ние сме научени на овие простори дека треба да се задоволиме со помалку, често викаме зар ќе измислуваме топла вода. Не мора да измислуваме топла вода, ама може да ја направиме добра таа топла вода. Маси од дрво имало од секогаш и ќе има. Monozero не ги измисли, Monozero прави само добри маси од дрво. Некаде 70% од производството на Monozero во моментов се извезува. Во моментов најмногу во Германија. Во Берлин имаме наш салон, кој што е организиран по пат на франшиза. Собственост на бизнисот има нашиот германски партнер. Ние му ја даваме практички франшизата, брендирано е Monozero, што мене од почетокот ми беше многу важно. И трошоците, ќе навлезам и во детали за бизнисот во смисла на закупнина и плати на вработените ги плаќа нормално германскиот партнер, продава под наш бренд и исклучиво наши производи во продавницата. И во исто време имаме многу јасна линија на разграничување. Ние знаеме што е наше, тој знае што е негово. Моделот на соработка таков за нас беше добар и важен, заради тоа што немавме едноставно доволно капитал да не имаме наш сопствен дуќан во собственост во друга држава, бидејќи ние сме мало производство. Но тоа што ни овозможи и тука ние обично во последниве години
сите гледаме некако негативно на глобализацијата, но напротив, нашиот пример е еден позитивен пример, бидејќи глобализацијата ни дозволува да ние биеме битка на истото боиште со сите во светот. Прашањето е таа го израмнува игралиштето, прашањето е дали може да се трча. Во таа смисла, мала фирма од Македонија како што е Monozero може да има свој продажен простор во Берлин, во еден од најлуксузните дизајнерски простори во Германија, можеби. Се работи за трговски центар кој што е со специфична намена за уредување. Значи, на 5 спрата со голема квадратура, надуѓани само за уредување, во смисла на може да купите таму паркет, плочки, кујни, софи, маси. Таму Monozero стои рамо до рамо со светски брендови со многу поголеми фирми и број на вработени. Еден пример од лева страна од нашиот дуѓен е Тим Зибен, тоа е австријска фирма за производство на мебел, која што вработува 700 луѓе во Австрија. Десно од нас е Roll Band, кој што веројатно има околу 5000 вработени и се продаде на кинези прошлата година. И ние сме тука со 5 вработени во Волково. И сите имаме исти услови и шанси да го понудиме својот производ на купувачите. И често купувачите се одлучуваат за Monozero маса наспроти некои од другите понудени. Во таа смисла, тој е еден позитивен пример, кој што во блиска иднина се надевам ќе се реплицира и на други пазари. Во моментот сме присутни во Австрија и Швајцарија, но со поединечни продажби, не на ваков начин. Пред короната излеговме на Келнскиот сајм за мебел, кој што е клучен во нашиот бизнис, бидејќи тоа е најголем и најважен сајм, се одржува секогаш во јануари. Пред ковид кризата, практички месец дена пред да почне или два, изложивме во Келн и направивме некои соработки, прелиминарни договори со партнери од Британија и во Германија во дополнителни градови. Некои од тие се остварија, некои тргнаа, но не фатија чекор, да речем. Се надевам дека следната пролет со идеја дека ќе заврши целата криза и да се надеваме дека ќе се вратат работите полека во некоја нова нормална секако, но ќе бидат попредиктивни. Ковид кризата за нас значеше, како и за сите други во бизнисот, многу предизвици. Прво се паника, не знаеме што ќе се случува на здравствено, но и економско поле. Го затворивме нашиот салон за мебел во центарот на Скопје на Климент Охридски, бидејќи јас оценив тогаш дека таа година од, да речеме, март-април, ќе имаме високи трошоци, а нема да имаме продажба. И тоа се покажа ретроспективно како добар чекор, бидејќи моето размислување беше дека дуќани ќе има после кризата, колку сакаш, ако сакаме. Ние во моментот сме уствари во потрага на поголем салон. Тој беше на добра локација, но мал. Не ни дозволуваше и презентираме нашите производи соодветно и се преселивме во Волково, кај што ни и погонот. До погонот изградивме дополнителен обект кој што во моментот служи како салон. Тоа не натера да се фокусираме повеќе на производството и со работка со германскиот партнер, каде што и салонот беше затворен повеќе од 5-6 месеци оваа година и минатата година, не натера да креираме производи кои што се полесно се продаваат на интернет. Развивме една линија на маси кои што се стандардизирани, бидејќи класичната Monozero маса е уникатна. Нема две исти, ние немаме две исти маси направени. Формите се различни, тие што ги знаат нашите маси знаат за што зборувам. И најчесто ја оставаме природната форма на дрвото како дизајн и од таму не може две маси да се исти, но во оваа криза, бидејќи сакавме да продаваме и онлайн, направивме стандардизирани трпезарески маси во нешто поевтин ценовен сегмент, кои што би се продавале на интернет и во исто време направивме една линија на мали производи, кои што ги викаме Monozero Petit, и кои се во смисла на ситници за во кујна, како даски за сецкање, чинивчиња, послужавници и така натака, но и во тој случај со премиум квалитет.
бидејќи главен конкурент на тоа се кинезите со огромно масовно производство. И ние за да имаме било какви шанси, мислам тоа и као порака сите македонски предприемачи, ако сакаме да имаме било какви шанси на меѓународниот пазар, ние не можеме во ниеден случај со масовност и со ниска цена да се бориме. Иако некако таму не води првата помисла дека ние треба да продаваме заради тоа што сме поевтини. Никогаш не можеме, едноставно не од друго, бидејќи толкава ни е и географската големина и бројот на жители во оваа држава. Ние никогаш не можеме да произведуваме, па дури ни како земји што се Полска, например, која стана тamo мебелот као Кина на Европа. Или па со азиските земји. Немаме никаква шанса да се бориме они во смисла на цена и број на производи, затоа ни останува само можноста да се бориме во премиум сегментот. Тоа бара да си завршиме домашната, во смисла да направиме добар производ, квалитетен, со соодветен дизајн и со соодветна употребна вредност. Се надевам дека Монозеро производите се такви, бидејќи тоа ни го сугерира пазарот. Во таа смисла, ковид кризата беше една шанса да се прошири производството и дефинитивно не го покажа патот напред во смисла на тоа што не очекува во следните години пост-ковид. Јас искрено сега сум оптимист, се надевам на една катарзична пролет, кај што сите ќе се вратиме како феникси, има еден постпандемичен бум во економијата, но тоа останува да се види. Ни кажа што може да се очекува во смисла на само овој настан го држуваме на Zoom и онлайн, така тоа е веројатно и после ова ќе остане модус за тоа што се покажа дека е подобро, побрзо, пофункционално, а секогаш по тоа светот трча, да е подобро, побрзо, поекономично. Иако нашиот производ вика дека треба да се застане и да се размисли и да се види дали треба да купуваме на секој 3 години маса или треба да купуваме една маса која што ќе трае со генерации, ќе отиде во наследство. На истото ни го кажа и кризата на сите поединечно и на бизниси. Да се преиспитаме за приоритетите и да видиме што ни е важно во животот. Во таа смисла, ковид кризата ја гледам и како можност и како предизвик нормално, но како можност да се развијат нови производи кои што немале простор претходно, сега добиваат смисла. Уште една работа би сакал да кажам што е многу важна за предприемачите на овие простори. Ние обично сме растени со некои комплекси дека сме полоши од останатите. Тоа било така и во Југославија, меѓутоа и као Југославија во однос на другите. Моето животно искуство не го кажува тоа дека ние сме понеинтелигентни, понепаметни, полоши, понеубави од останатите во Западна Европа или во светот. Сите сме исти, прашањето е колку се трудиме. И особено новото време тоа го покажува дека на крајот на криштата игралиштето е за сите потеднакво, прашањето е колку може да се трча. Оно што треба да го направиме е да се научиме да трчаме и да се вежбаме секој ден во смисла на да си го зголемиме својот фитнес за учество на меѓународни пазари. Работата што е клучно при тоа е дека треба да разбереме дека Македонија е вонрено добра земја за предприемачи. Не е стандардно сваќање на нештата, знам. Но мојата проценка е дека Македонија е вонредно добра земја за предприемништво од проста причина што во сите сфери влезните бариери во бизнисите се прилично мали. Тоа е доаѓа од таму што пазарот е мал, нема големи играчи во речиси ни една бранша, иако во последниве години почнува да се појавуваат и тој прозор ќе се затвара нормално како што се развија државата, но во моментот во сите бизниси играчите се прилично мали и не многу успешни. Тоа ни дозволува, ја мислам тоа беше и причината зашто Монозеро влезе од страна со практички едно производство гаражно,
но имаше шанси да влезе на пазар кој што би требало да е традиционално силен, производство на мебел. Но пропадна треска и големите гиганти и просторот остана за да биде отворен за мали играчи. Во таа смисла Македонија, ќе повторам, според мене вонредно добро поднебје за предприемништво, заради тоа што дозволува со мал почетен капитал да се влезе во бизнисот и да се направи разлика. Второ, луѓето се спремни немаме традиција ние на производства и на производи кои што ги користиме пример 50 години, туку во последните 2-30 години постојано се менува понудата и сме научени да пробуваме нови работи и да менуваме. И тоа го прави пазарот да е подложен на нови влезови од предприемачи во секакви бизнеси. Брзото селење на капитал е само показател дека тоа е така на овие простори. Од друга страна, големината на пазарот пак го ограничува растот и можноста за скалабилност на бизнисот и затоа сме приморани да извезуваме. И тоа е, иако е навидом една потешкотија, Македонија има безцарински договори со цела Европска унија и со поширок круг на земји. Така да нема многу бариери во тоа, освен тие што ни се на нас самите во главата, за извоз на нашите производи на најважните пазари во светот, во Западна Европа. Со камион сме на еден ден од Германија, така да нема голема бариера која во смисла на би ни го невозможно, за разлика од кинески производ треба да патува со месеци и тие повторно успеваат начин да дојдат до Германија, ние некако не. Јас предвидувам дека ковид кризата донесе уште една друга шанса за производителите на овие простори, не само Македонија и регионот пошироко, бидејќи глобалните текови на логистика, кои што со години беа тенчени и терани да бидат поевтини и поефикасни и побрзи, пукнаа. Знаете, се покажа дека just in time стана just in case веќе, бидејќи од почетокот на кризата, од кога се нема маски, во моментов ние во сите бранши и индустрии се соочуваме со недостаток на производ. И тоа потсеќа на југословенски времења, ние не очекувавме дека е тоа можно во капитализмот да почнеме да имаме пари, а да немаме што да купиме. Тоа не е дојдено до таму и веројатно нема да дојде, но глобалните логистички текови покажаат дека се истенчени до таму да Дарко, на мют си. Чекай. Изгледа има малку проблеми со интернетот. бек онлайн, се вративме. Тука сме, да. Може да продолжам, уште кратко. И ќе ја отворам после можност да прашање нормално. Да се навратам на кратко, ковид кризата ни дозволи да тоест не постави во ситуација да пазар како Македонија, кој што е на еден ден превоз камионски од Европа, да биде интересна за инвестирање, зашто ако вие сте во моментов било каков продавач на било што во Европа и ви треба производи, ќе барате кое е најдобриот и најефтиното место за производство во Европа. И освен Балканот не остана многу подрачја кои што се со иста, да речам, култура како Централна Европа, ист светоглед, релативно пониски трошоци на производство, слично законодавство,
слични вредности, релативно стабилна политичка ситуација, така да останува да Балканот се пронајде во овие години што следат како производител на Европа во сите сфери, а тука гледам и како потенцијалот за мебел, браншата во која што сме ние. И ние реално во последната година постојано добиваме понуди од странски партнери, најчесто од Западна Европа, за соработка. Не знам колку ние на државно ниво сме свесни за таа позиција, но и да сме и да не сме, бизнисот не зависи од политички одлуки. Едноставно работите ќе се случат. И очекувам дека од тој аспект ќе имаме еден веројатно инвестицијски бум во следните години на овие простори, Македонија, Србија, Косово, Албанија. Во смисла на тоа дека сме пазари кои што може да понудат на Европа соодветен производ за соодветни цени и квалитет. Асахи, на здравје. Не знам ако има некои прашања од тие што не следат. Ја имам, Ја би- Дарко, неколку прашања кон тебе што ме Повели. интересираат. Овака, првично ме интересира од каде ти идејата за Mono Zero, за името, за брендот, што точно значи Mono Zero? Да, интересно. И Океј. ме интересира кој мислиш дека е клучниот фактор за тоа, како што кажа ти, од домашен производ да стигнете дури до Берлин, и зашто баш Берлин? Да, види, некои работи во животот ги планираме, некои се едноставно стохастички се случуваат. Mono Zero, како име, е транскрипција на 1 и 0, што во смисла е дигитален запис на се, нели? Моно би значило во таа смисла не буквално, ама сепак транскрипција на единица, зера нормално 0. И така и логото, ако го знаете или го погледнете, логото, например, не е напишано со букви, туку е напишано со единици, кои што се вртени на различни начини, ни нули. Тоа потекнува од една моја пасија и хоби во минатото, фотографска, кај што ми требаше псевдоним за подпишување на фотографиите и секогаш ставав ИО, пошто беше кратко. И во еден случај кога беше зафатено на некој од тие сток сајтови, говорам пред 10 години, се размислов како би ја направил транскрипцијата на ИО и дојдов до Mono Zero. Тоа остана толку добро да звучи, што кога требаше да се смисли име за фирма, едноставно го искористив. И од таму, зашто? Бидејќи според мене е нон-локално, не кажува од каде сте, глобално е од секаде може да е Mono Zero. Многу лесно е за запамтење, како звучи, лесно е за влегува во памтење. глава од прва, Да. го слушаш и И го више го знаеш. Среќата е што никаде на интернет не е зафатено. Ние имаме преку 20 домеини во светот, освен mono0.com, на жалост, со цртичка го пишуваме com, mono.0.com, но DDK, IT, UK, МК нормално, тоа е прилично важно. И второ, нема ни еден сличен производ, да најдете име кое што веќе не постои на интернет, нешницата е стварно среќа, бидејќи кој ве бара, треба вие да излезете, не илјадници други. И тоа е среќата со Mono Zero. Инаку јас, не знам колку може да се види дека го имам на рака, тоа е истетовирано 1-0, така да ако некој на рака си го тетовира името на фирмата, може да му верувате на него, дека he means serious business. И второ, да се вратам на твоето прашање за Берлин. Види, на еден од нашите излагања во Келн едноставно стапивме во контакт со човек и фирма која што не препозна кој интересен производ, кој што имаше хаен продавница во Берлин за мебел, со интересни дизајни. И почнавме соработка најпрво како шопинг шоп, не беше од старт Mono Zero, кој што се почнува секогаш со помали чекори. Меѓутоа, тука мора да кажам дека саемите се клучни. На жалост, ние не се одржуваат во овој период. За мали држави кој нашата се клучни излагањата на саем. И тука би ја повикал државата, ја никогаш не сакам да барам од државата, бидејќи државата си прави што си прави, важно не остави на мира да си работиме. Меѓутоа, други земји го прават тоа. Например, во Келн, Бугарија, Словачка, Чешка, Румунија имаат сите своји штандови, Македонија, дури Босна, никогаш го немала тоа.
Има во Македонија, барем во браншата во која што сум, производители на мебел, потенцијал од фирми да излезат таму, им треба понекогаш мал пуш. Нас и не поддржа СИПО програмата првата година која излеговме во Келн, тоа е швајцарска промоција на увозот, со едно генерално излагање на групен штанд, меѓутоа тоа беше доволно да добиеме искуство да го помирисаме воздухот на сами. И мислам дека самите се клучни, без тоа не може никој да дојде во Скопје, во Волко и да ни ги побара масите. Таму излеговме, се покажавме и направивме некоја соработка прво како шоп во Берлин и после тоа бидејќи добро одеше продажбата, до собствен салон. Во моментов сме во преговори во други држави. Една од највозбудливите за мене, и затоа го избрав можеби и Асахи пивото, кое што е јапонско пиво, соработка една можна во Јапонија. И наша продажба која што до некаде и договорена, прво онлайн, на тој пазар за овие помали производи Mono Zero Petit. Возбудливо е од причини што јас од дете ми е некако многу високо Јапонија на листата на земји. Као прво, као второ, јапонците се можеби најдобрите рачни изработувачи на дрво. Значи, сите спојки доаѓаат од таму, сите спојки ги имаат они измислено. И ако ние успееме на јапонците да им продадеме дрвени производи, тоа сме направиле нешто добро. Апсолутно, така. И уште едно прашање би ме интересирало вака, зашто знам многу добро како изгледаат тие маси и колку добро стварно изгледаат, а ми рече дека сте само 5 луѓе кои ги произведуваат. Колку капацитет има Mono Zero на годишно ниво да произведе такви маси уникатни? Да види, моментално капацитетот ни е 30 маси месечно. Тоа би значило прилика една маса на ден. Тоа е и малку, но не е ни толку малку. Во смисла на тоа, ја никогаш не го гледам Mono Zero дека ќе стане масовен производител на мебел. како би може. Јасно. Ко прво ресурсите се ограничени. Не би сакал да го исечеме цел орев. Значи, за да биде тоа обновлив ресурс, ние мора да внимателно се однесуваме со него. Во Македонија не ни има вие да исечете 1000 кубика орев. Може да имате 100 кубика орев, сега тоа се може поише технички термини, ама сакам да кажам, количината на тие дрва, ко прво ограничено, ко второ, за да стане еден орев Mono Zero маса, тоа е повеќе од 100 години. Ние не сечеме мали дрва, ние додуша не ги ни сечеме, ние ги купуваме веќе исечени и секогаш, тоа не знам, не го спомнав, инсистираме тоа да е од одговорна сеча, тоа значи дека никогаш не купуваме, имаме неделно барем тројца ми се јавуваат да ми продадат орев кој што е илегално исечен. Бидејќи знаат дека работиме со орев, ја ниеднаш не сум купил орев. Не ќе да го стимулирам тоа, зашто тогаш ќе ги исечеме оревите и ќе нема веќе. Не е тоа смислата, знаеш. Јас стварно верувам во одржливоста на тоа. Не е тоа само некоја маркетиншка флоскула. Дури го гледам, ние и садиме самите ореви, кои што веројатно никош нема да ги искористиме ко материјал за производство, не ќе останат за некои идни генерации. Инаку 5 души не се толку малце ако работат добро организирано. Да. Иначе, кога што го спомна, зашто се работи за премиум бренд, па и многу производство, некако според мене може да изгуби на таа тежина, дека тоа е стварно многу квалитетно. Да, не треба да е толку лесно достапен. Така, на тоа и мислев, као да не е преголемо производство. Се гледа дека е вложено труд, знаеш, кој ќе застанеш до Mono Zero маса, ти оно што ни се случува, што мене ми е многу интересно, каде да излезем да на скопскиот зајм на една страна, секој што ќе застане до масата мора да ја погали. Ова чудно звучи, ама едноставно мора да ја допреш. Така е изработена површина, не ти јасно што е ова. Мора да видиш, те привлекува, да. Да, дали е возрастен, дали е дизајнер, дали е whatever. Зборува со тебе и мора да ја допира масата, така те влечи. Мене ми е тоа. И Верица никогаш не те тера да ја погали, знаеш. Тоа ми е она клучниот тактилен фидбек, сигам, добро, значи, окей. Тоа е универзално и тоа не е само на овој пазар, секаде се случува добро, значи сме направиле нешто добро. Мислам дека тука ние наси, ако ја спомнав, инсистиравме на маслосување на дрвото, не на лакирање. Тоа е една стара, традиционален начин на финиширање, кој што беше скроз заборавен.
Ние кога почнав немаше масло каде да се купи во Македонија за дрво. Го увезував и ден денес мислам го увезуваме. Ние тука имаме баш ноу-хау, пошто ние една маса не сме излакирале. Во завршната обработка нескромно ќе речам дека сме меѓу најдобрите во Европа, затоа што го правиме тоа рачно и многу време посветуваме на тоа. И уште едно прашање од мене и завршувам. Повлим. Дали доколку некој има желба кај него да почне со ова прекрасна работа, има можност да ти сконтактира, да како на пракса да почне или нешто слично? Супер, многу важно прашање. Во секој случај, јас мислам дека, види, овие традиционални занаети, иако производите може не се традиционални, ама занаетите се. Во смисла бараат мануелна работа. Ја мислам дека и една од клучните работи зашто го напуштив Телеком беше тоа, зашто се најдов себе си да 7-8 сати пред компјутери кој ќе излезам од 4-5 од работа да сум, така да не можам да сватам кај сум. И сакав да правам нешто со рацете, знаеш, малци по-физички активно, да не седам цел ден пред компјутер, бидејќи мислам искрено дека човек не е направен да седи 8 сати пред компјутер и да гледа во плав екран. Мислам, доволно гледаме во екрани, тие се состојани дел од животот, нема тука назад, не викам дека треба да сме ретроградни да се враќаме, меѓутоа ни треба движење дефинитивно и мене ми требаше фидбек на дека ќе произведам нешто што е реален производ, што не е Excel спредшит, што можеш да го допреш, да го видиш, да го кренеш, да го поместиш, да го поголиш. И во таа смисла е клучно да има нови генерации на луѓе кои сакаат да го работат ова во иднина. Се потешко се наоѓаат луѓе кои сите знаеме дека е тешко да најдеш дома молер, плочка. Сите тие професии се, бидејќи се мануелни, стануваат некако се поретки. Во иста смисла и столар има интерес. Нас ни се јавуваат доста често и за ова што го спомнати за пракса. Можна е секако, може да го споделите мојот контакт или имейл адреса, нека пишат. Ја би бил среќен доколку млади сакаат да го помирисаат бизнисот, да видат занаето, да видат како се произведува, како од талпа доаѓа до финален производ, кој е процесот. Фала многу, Дарко, тоа е од моја страна. Ако има уште некој нешто да дополни слободно. Фала ти на тебе за прашањата, да, ако има, тоа би било тоа, не знам дали имаме нешто како порака. Мислам дека Горијан сака да каже нешто. Повели, Горијан. Да, јас сакам. Здраво, Дарек, кај си бе, не сме се виделе. Горијан, здраво, добро. Тебе ти е Волково блиску. Блиску Знаеш таму. кај сме. Да. Слушај, едно предпрашање за да дојдам до главното прашање. Ајде, Ти повели. почнал самиот да работиш, ама сега дали уште влегуваш у мануфактурата, таму фаќаш миргли она или си сега го бркаш бизнисот сам? Уфирцан. Види, јас сум секој ден на производство. Се уште работам на сите машини, да. Тие, тој што влегол во столарски погон, знае како изгледаат машини за производство на дрво. И ако има фасцинација со машини, се многу интересни, бидејќи се големи, мокни. Дел од машините што ние ги користиме и се стари, бидејќи веќе не се произведуваат од таков тип за такви талпи производство. Горен, јас секоја маса ја знам како свое дете. Секоја маса јас се уште сум у процесот на тоа. Ние најчесто ги правиме од две сестрински талпи, си видел, тоа е во стеблото, што е една во друга, кој ќе се исечат, они прават огледална форма. Book match на англиски го викаат. Сестрински ги викаме ние на македонски тие талпи. И секогаш се уште сум јас инволвиран во одлуките кое со кое дрво ќе се залепи, каков ќе биде начинот на спојување и така натака. И тоа ми прави задоволство, ја никогаш не би сакал да се одвојам целосно од производството. Секако дека имам и други обврски, јас сум во сите процеси исклучен, од набавка на материјалот, транспорт, дизајн, производство, постпроизводство, продажба, постпродажба, маркетинг. Така да тоа ми дава една интересна слика на различни профили на луѓе со кои што се сретнувам секојдневно. Меѓутоа никогаш не би сакал да не влегувам во производството, мануфактурата и да носам само актовки. Да ја избегав од тоа да седам цел ден на лаптоп, затоа сакам да сум таму. Фала ти за прашањето.
Да, сега, дека си фул Да. со врски околу вакво, и сега, знаеш, што гледам популарно и тоа го споделуваат посебно по младиве, тој grind mindset, hustle, некои такви мотивацијски, дека треба да се убиваш 24 сата да работиш за да бидеш успешен, иначе нема да бидеш и покрај и само на тоа Grinding, се да. па забораваш и на паси што си ги сакал да правиш и така натаму. Да. А знам дека ти имаш и керки, сакаш и со джипот да прошедаш цесна да повозиш фотографии и така натаму. Да, имам доста хобија, колку е битно тоа како предприемач или да се утепаш све у работата да се забореш или да правиш баланс помеѓу интересно прашање, да. Види, work-life balance е, да се вратиме на твојот начин на формулирање на прашање, work-life balance е нешто што е као хит у последниве 15 години. Мене тоа као израз не ме убедително. У смисла на тоа дека не носи на погрешен терен, ни го тера фокусот. Види, ако тоа што се земал да го правиш не ти е пасија, тогаш си на тенок лед горе, пошто не е лесно. Ниеден бизнис не е лесен да го почнеш од нула и да го донесеш било каде. И ако не го сакаш тоа, ако ти не си се будел барем 2 години претходно со, знаеш, многу луѓе сакам да имам ова, да, сакаш колку го сакаш тоа, како го сакаш. Кој ќе си легнеш на тоа размислуваш, кој ќе станеш, тоа ти е првата мисла, ако ти е тоа барем 2 години, ќе имаш шанси нешто направиш. Значи, бара дедицираност и целосна да те движи едноставно. Нормално дека животот има и други работи, ама што ти е да се запрашаш она што кој ќе се разбудиш на прво што помислуваш. И дали имаш некоја идеја која што сакаш да оствариш и да му ја покажеш на светот дека е можно и на себе си ја си ја покажеш. И у таа смисла работата колку што бара толку ќе и дадеш, не можеш ни помалце, повеќе најчесто не можеш зашто толку се саатите у денот. Не верувам дека grinding for the grinding sake е идејата, демек мора да се укине по 24 сати, зашто тоа е идејата, меѓутоа ја не сум нашол стартап или предприемач кој што му е лесно у првите години, во смисла на тоа дека може лававо да си иде по 2 сати на работа и да пие кафење. Ако така изгледа бизнисот, тогаш нешто не е окей, на нездрави основи се базира. Се надевам дека со тек на време доаѓаш до позиција кај што можеш да не си 24 сати мобилен, ама ако е прашањето дали многу работа, има се уште многу работа. За среќа не ми е тешко тоа. Горен така да ми е дел од задоволството, дигам, ако ти се враќаат ногите таму кај што идеш се бајде на работа, боле сменија дестинацијата, за да ти се иде, зашто има многу работа. Ни тоа не мора да е само класично грајндање, шмирглање, полирање, кревање, него од сите вие што ги спомнавме работи, знаеш. Пошто не е прашањето дали можеш да е на еден колектив, која е работата која што најмногу ти е соодветна горе во таа смисла. Ако ти можеш поише да придонесеш за фирмата со некоја средба, тоа што е подобро него да шмирглаш пасот, знаеш, ако најдеш нов пазар, али во исто време никогаш не би се откажал од сите тие паси, фотографија, летање, што ги спомна. Веќе мислам дека од таму се црпи уметност, музика, се црпи инспирација за производството и да имаш едноставно сила да го издржиш тоа што го бара еден стартап. Инаку имаме и 2 прашања од Facebook, ако може само брифли на кратко, бидејќи веќе го е 9. Ајде. Едното е доколку ги имаш сите ресурси денес, како би изгледал Монозеро и каде би имал изложбени локации? А второто е кој би бил најголемиот предизвик во Монозеро и како сте го решиле? Види, сите ресурси на светот никој никогаш ги нема и тоа е окей веројатно, пошто иначе нема да дојдеме до ништо. Треба, заради тоа што се ограничени ресурсите, не тера да порастеме на окей начин. Локации кои што сакам да имам секако е Токио и секогаш се сите важни градови во Европа и се надевам дека Монозеро ќе дојде до таму еден ден. Мислам, тоа ми е идејата од следните 10 години. Ако успееме добро, ако не, па окей. Мислам, сигурно Виена, Париз, Лондон. Виена ми еден, пошто имам живеено еден од градовите кој што ми се голема болка и веројатно ги биде. Белград исто се трудим во моментов да застанеме како најважен град во регионот според мене. Таму да почнеме некоја соработка и бизнис со локални партнери или со директна
инвестиција за наш салон, така да тие се работи. Иначе, околу ресурсите, сакам да кажам едно накратко, пошто ми истекува времето. Мислам дека клучен ресурс не се парите, туку е мотивацијата, да се надоврзам со што кажа Коријан. Мора да си одржиме некако, да имаме мотивацијата здраво за готово, меѓутоа таа е клучната која што не тера секој утро да станеме и да го правиме тоа што го правиме. И мора да си одржуваме и да не губаме како стварно најважен ресурс кој што го имаме, бидејќи таа не прави да направиме разлика. Дали ќе имам јас мотивација да отворам салон во Белград, можам и да не отворам. Што ме тера тоа да го направам? Таа треба да си ја негувам. Второ, најголем предизвик, најуше еднаш како беше, најголем предизвик како сме го решиле? Да. Тоа беше? Да. Најголем предизвик. Извезовме, се вака на прва ми текнува, у почетоците на Монозеро во Швајцарија, во еден ресторан, пицерија, ни нарача 30 маси, мислам дека беа, за пицеријата, да ја опремиме практички со маси. Ние реално тоаш капацитетот ни беше уште помал и беше надвор, мислам не беше надвор, да го беше на граница на нашите можности, на мускули го истеравме. И се појавија некои ги спорачавме масите, стигна и наместија. И се појавија некои проблеми со масите. И тогаш свативме дека окей е да продадеш, извозот секојаш звучи добро, да знае да е месец од 2 оштри. Мислам дека луѓето од старт, бидејќи доаѓавме од држава како Македонија од старт, и тоа е често се случува, за мене знак, да кажам тука и на секој што ќе се најде во таа ситуација, дека извоз, супер е, продаваме, и извозот знае да биде трики, заради тоа што има фирми и луѓе кои што од старт не се спремни да ја платат целата сума на договорено. Он те гледа, ти си од Македонија, не можеш да ме тужиш. Јас од старт си доаѓам да ги платам, само така ни беше договорот, 30% напред, не знам, 50%, и тие ги платија. Не ги доплатија никогаш, уште 3-4 евра ни останаа должни. Наводно сакаат да ги рекламираат масите. Јас отидов во Базел да ги видам масите, тие беа сосема во ред. И се договоривме за некоја идна соработка и така натака. Го решивме со тоа што останавме пократки за неколку илјади евра и ја научивме лекцијата дека треба да се заштитиме, зашто меѓународниот бизнис бара едноставно, има многу специфики, бара да се заштитиме, особено кога доаѓаме од земја као Македонија, која многу ја подценуваат, во смисла на тоа дека окей, од таму како ќе ме тужи, како ќе ме иземе пари. Еве еден предизвик. На крај беше лекција добра за нас. Да. Дека треба онака баш да се избираат партнерите со кои што работувам. Да, точно. Мислам беше одлично од наша страна да слушаме. Ја верувам дека, на пример, ја имам доста прашања, меѓутоа со оглед на времето да не го надминуваме. Едно поставим. Ако имаш многу. Најлесно, каде да го најдам сега Асахи бир за да го пробам, пошто не ми го кажала на почетокот. Да. Види, 2017 бев во Токио, на пат во авионот, 14 сати летот од Доха до Токио. Дека мајде се напијам пивце и ми носат Асахи, никад не сум го пробал, и во лименка, ја не сакам пиво во лименка. Го пробам, викам, вау, колку е добро. Ја знаев дека японците имаат добро виски, ама не знаев дека имаат добро пиво. Особено Сантори е добро, го нема во Европа. Асахи почна да го има од пред една година на македонскиот пазар, негде се полни тука локално на Балканот. Го имаш во поголемите маркети, да не споминјам имиња. Го има секаде во поголемите маркети, го има и по кафичи више. Скопи многу сум среќен за тоа, што стварно пиво кое ќе помислиш традиционално не е јапонско, ама Асахи е добро. Супер, одлично. Фала ти за одговорот. Дополнително ќе видиме накладно на некој пиво. Да, на некоја Асахи пиво. Ние сите уживавме од оваа страна на Стартап Македонија. Се надевам дека и гледачите што не гледа и онлайн и тука исто така ужива. Доколку имате некои прашања, директно да му поставите на Дарко, можете тоа да го направите и да посетите нивната прекрасна веб страница за Монозеро, и дополнително ако некој сака секако и пројави интерес за да види како изгледа тоа од страната некои млади
луѓе кои сакаат да учествуваат од страната на изработка и се интересираат повеќе во оваа област, слободно можете да го контактирате Дарко. Дарко, ни беше особено драго што ти имавме на оваа сесија Пијалог со предприемач. И се Фала, надевам супер се формат, гледаме во следна прилика. Фала ти, Поздрав и од мене. Поздрав. Поздрав, на здравје. Чао. Чао. Чао.